Остана без работа и жената, а голем хендикеп беше што внуката од черката одеше, не може дома да си ја прибера од надоктор одење. Еден пристар човек каже, абе пробајте со козио млеко. Услови имав, ниви од дедо предедо, викендица, струја се, сосан и купивме една коза и стиклере за внуката. Првата година, кога почнавме да даваме млеко, се намали одењето на доктор, меѓутоа незначително. Втората година ретко на доктор одеше, од третата година забораја што е доктор. Истата внука дојде до црн појас карате и е здрава ко трнче и ко дренче. Од тогаш наваму решив за внуците сите и фамилијата да пија козио млеко и да јада козио сирење. Како почнав така, во една прилика прикупив уште 2-3 кози, почна да се коза и сега сме негде околу 20 молзни кози и 7-8 помладок, што мора да се остава помладок од има застарени кози. Козиото млеко е и храна и лек. Треба да се консумира, поготово младите и старите, децата, за да има здравје и имунитет. Исто така, сирењето е доста квалитетно и сирутката. Нека провера на интернет сирутката, кои елементи, минерали, витамини ги има, линолна киселина има, антиканцерогена, е користа луѓе прајни од операција рак. Со организацијата Slow Food ја запознав на локално ниво. Бев поканет на настан за млеко и за сирење, на кој учествував и бев видно изненаден кога добив награда, патување на саем за сирење во Италија, во Бра, каде што за мене тоа значеше големо нешто во целокупното моје работење и понатамошни визи што ги добив за на тамошните работења во начинот на изработки на сирењата и како да го задржиме традиционалниот вкус на нашето македонско сирење. Во Италија настапив со мое традиционално направено сирење, бело сирење македонско, козио. Го имав дотогаш само тој производ од страна на сирење и бев видно изненаден зашто дел од сирењето беше пратено на дегустација. Имаше негде околу 70 дегустатори на настанот што се одвиваше и добив доста солидни поврзаности со италијански вина. И тоа ми даде малце визија и некои работи што сакав да ги направам во годините, да направам некои нови чекови. На самата дегустација што имавме се запознав со Тревор, кој е светски трагач на сирења со позната светска страница. Беше во посета на мојата фарма и беше доста задоволен од начинот на чување, изработката на традиционалното сирење и ми беше доста добри, ми подели доста добри совети како натаму да продолжам со изработките на сирење. Оттаму донесов и рецепт за суво сирење, што го изработив специјално за настанов на 14 септември за млеко и сирење, со цел да доловиме некои нови начини на изработка, што може да се работат тука на овие простори и што одговараат на оваа клима и на овие исхрана на животните. Одењето на саемот во Бра, што ми го возможи Slow Food, за мене представуваше голем напредок во изработката на сирењето. Па добро и други фармери, сточари што се занимаваат со изработка на сирење или производители на млеко да се зачленат во Slow Food и да ги пробаат нашите производи од досегашните членови.